Почитувани, добре дојавте. Да си кажеме денеска за нашите кои живеат и работат во Европа, а се успешни во своите професии. Ќе слушнеме приказната на нашиот писател Жан Илиевски, кој живее и работи во Берлин, но претходно со една наша млада дама која долги години е во науката и гради успешна кариера во Европа. Ивона Василевска, истражувач на Универзитетот во Љубљана, која моментално е на постдокторски студии во Луксембург. Ивона, ако се слушаме и гледаме, поздрав од студиото на Телма во Скопје. Поздрав, дали се слушаме? Да, еве, ве слушаме и ве гледаме. Супер, голема благодарност најпрвин за поканата во вашата емисија и голем поздрав до гледачите на Телма телевизија во Македонија и пошироко. Да, се надевам дека ќе им биде интересно на нашите гледачи да ја слушаат вашата инспиративна приказна, бидејќи прво жена научник од Македонија, второ успешна и етаблирана веќе во научните кругови во Европа. Ајде накусо да објасниме од Македонија преку Русија до Љубљана, сега во Луксембург. Звучи како една убава патувачка научна одисеја, ако може така да кажам. Кога започна вашата љубов кон физиката и како ве однесе животот во странство? Па, уште во седмо одделение, кога прв пат, во седмо одделение се започнува изучувањето на физиката, уште од тогаш почна таа љубов за во осмо одделение веќе да бидам дел од регионалните и републичките надпревари по физика во Македонија. Понатаму нормално завршив, го продолжив своето школување во гимназијата Ибрахим Темо во Струга и добив како стипендија за финансирање меѓу Министерството за образование на Руската Федерација и Македонија за беспари школување. И така започна мојата научна кариера во областа на физиката. И што е тоа што толку ве фасцинира кога станува збор за таа така наречена плазмена физика? Вие така истражувачите ја нарекуваат. Зошто токму решивте да се специализирате во таа област, а не, например, нешто што навидум за нас од другите струки изгледа по-практично, по-применливо, например, машинство, електроника, нешто што е поразбирливо? Да, кога започнав да студирам во Русија, во трета година факултет, пошто во Русија додипломските студии се 4 години, трета година на факултет требаше да имам изборни предмети во кој дел од областа на физиката сака еден студент нормално да се образува, да се школува или да специализира во таа област. Бидејќи плазмената физика е нешто ново, нешто не е откриено, никогаш до сега нема толку како другите, како електротехника или како механика, и затоа решив токму тоа да специализирам во областа на фузија, односно плазмената физика. И токму ги избрав тие изборни предмети од областа на атомска нуклеарна физика, затоа што физија се дел од атомска нуклеарната физика. И мојот научен ментор, кој што исто така работеше во Курчатовски институт, еден од најдобрите институти во светот, каде што бил изграден првиот фузиски реактор, едноставно тој ми ја долови таа љубов према фузијата и откривање сосема на нешто ново. Ете сега во вашата биографија видов дека сте вклучени во два големи значајни научни проекти, ИТЕР, најголемиот научен проект во историјата на човештвото, веројатно, и нешто што е малку по-препознатливо, барем за оние кои ги интересира физиката, науката, проектот Токамак. Колку е тешко за млад научник, жена од Македонија, да биде вклучена во вакви меѓународни истражувачки проекти и да бидете дел од овие врни проекти? Како влеговте? Како стасавте таму? Па кога магистрирав во Русија, добив работна позиција на Машинскиот факултет во Словенија, каде што тие тогаш го започнуваа проектот за ИТЕР, но немаа физичари, немаа баш специализирани физичари од областа на плазмената физика, и така добив таа работна позиција и паралелно се запишав на докторат за нуклеарно инженерство. Кога имав мал судир во ИТЕР заради тоа што поради македонското државјанство, поради тоа што не можеа да добијат достап за влез државјани да работат во ИТЕР кои што не се членки од Европска унија или од државите кои што се дел од ИТЕР како Америка, Кина, Јапонија, Русија, Индија и Кореја. Но сепак поради тоа што како матична институција ми беше запишан Машинскиот факултет,
кој што делот нормално од Словенија, од Европска унија, и заради тоа има мал проблем, но сепак тој се реши. Како жена, нормално дека 90% во ИТЕР се од машкиот пол, но сепак сум прифатена и покрај тоа што нормално сум женска и покрај тоа што идам и од Македонија, затоа што повеќето кои што ги запознав таму и од Канада работат и од други држави во целиот свет, сите знаат за Македонија, така да немаше некој проблем. Добра, ајде малку само накусо и со поедноставни зборови да се обидеме на гледачите, да им објасниме, да разбереме убаво што значи всушност токамак и како тој треба да произведе енергија од фузија, и повеќе детали за овој проект ИТЕР. Што значи тоа? Ми пишавте дека е сега во фаза на монтажа и дека треба за 15 на години веројатно да профункционира. Кусо само еден опис со наједноставни зборови, ако може. Јасно. Фузиски реактор е обратен, односно е обратен од она што ние го мислиме како атомски нуклеарен реактор. Атомски реактор кој што го има, например, во Словенија, во Кршко, или како што беше Чернобил и така натаму, тие се основаат на ураниум и плутониум, односно на физија, и тоа е радиоактивност. Поради тоа, уште во 1950 година во Русија доаѓа до идеја како да се добие енергија ако се користи обратниот процес, односно фузија, каде што се користат како елемент кој што се користи за добивање енергија се изотопите на водород, односно дейтериум и тритиум. И така доаѓа таа идеја да се изгради првиот експериментален фузиски реактор во Курчатовски институт во Русија. Односно, немаме ние некои радиоактивни елементи кои што ќе има негативни влијанија на човештвото, тој се користи водород кој што лесно може да се најде во природата и може да произведи поголемо количество на енергија отколку класичен атомски нуклеарен реактор. И така доаѓа до идеја во 1960-70 години да се потпиши споразум за изградба на фузиски реактор ИТЕР. Тоест ИТЕР започнал уште во 1970 година. Нормално, со работка меѓу држави, па симулации на плазма, како би изгледал, што би изгледал, пошто тој во науката не може да се произведе нешто од денес за утре. Како функционира фузискиот реактор? Односно, се од водород се добива плазма, се генерира плазмата со помош на магнетните полења и се произведува доволно количество на електрична енергија. Например, ИТЕР би произведел 500 мегавати електрична енергија со еден пулс. Тоест, во текот на денот може ИТЕР да има 10 пулса. Тоа значи, видите, само во еден ден колкава количество на енергија, електрична енергија би можело да се произведе. Што ќе им правиме тогаш на обновливите извори на енергија? Нема да бидат потребни? Нема да бидат потребни, веројатно. Добро, и кога велите за 15 години? Тоа е оптимистичка варијанта, реална, и што ќе представува тој момент за науката? Со оглед на тоа што велите се работи на него со децении. Да, во моментов, мислам до почетокот на октомври месец, баш пред еден месец, беа инсталирани 7-миот модул на вакуумската комора, остануваат уште 2, 8-миот и 9-тиот. Со тоа ќе се затвори целокупниот процес на изградба на вакуумската комора, таму каде што ќе се произведува плазмата. Исто така изградена и контролната соба каде што ќе биде контролирана таа плазма. Сега кога извинете што ќе ве прекинам, ќе продолжи да мислате само каде се наоѓа таа контролна соба? Во Физички каде е сместен? Се во Франција. Физички е сместен во Франција, во јужниот дел од Франција, во близина на Марсеј. И таа контролна соба практично ќе работат делот на учениците кои што се вработени директно во ИТЕР, а ние како надворешни едноставно помагачи кои што сме дел од ИТЕР, нормално и ние ќе следиме тој процес каде што ќе биде изгенерирана првата плазма. Откога ќе се изгенерира првата плазма, ние практично гледаме дали нашите симулации кои што сме ги работеле во последните 10-15 години се точни, односно дали се совпаѓа она кој што ние го симулираме компјутерски со експерименталното. Така да со генерирање на првата плазма приближно се предвидува 2035 година би можеле да знаеме што понатаму.
Така, вие сте влегле во таа контролна соба физички? Да. И како изгледа била тоа повеќе пати? Па тоа е прво контролната соба каде што има стакла, има компјутери нормално и преку стакло се гледа тој фузиски реактор кој што е еден огромен гигант. Значи не е како некој помал експериментален реактор, затоа што имаме експериментални фузиски реактори и во Европа, во Германија, во Чешка моментално е во изградба. Во Кина, нели, ако сте прочитали, во Кина веќе го достигна и максимумот, односно ја задржа плазмата 18 минути, така да сите тие фузиски реактори во светот се многу помали, се во една мала просторија, а ИТЕР е огромен објект. Така, знаеме какви се безбедносните протоколи кога станува збор за нуклеарните електрани, колку е безбедно овој реактор, колку е безбеден, колку се безбедни луѓето во околината? На кој начин Како што напоменав претходно, станува збор за водород, тоест воопшто нема никаква радијација, пошто не е врз основа на плутониум или ураниум каде што се користат во атомските нуклеарни централи. Односно фузискиот реактор е воопшто безбеден, нема никаков тип на радијација кој што би можел да му наштети на човекот и на животната околина. Така, значи од тој аспект е безбедно. Со оглед на тоа што станува збор за меѓународен проект, а физички е сместен во Франција, кога ќе се изгради првиот и кога ќе се стави во функција првиот реактор и ќе почне производството на електрична енергија, потоа тоа ќе може да се примени лесно и во други земји и на други места. Да. Прво, ние најпрво сега што би можеле да заклучиме во 2035 година, да видиме какви се добиваат резултатите. После понатаму веќе започнува енергетскиот сектор во работа, како да се направи добава на струја, достава на струја и така натаму. Добро, кој е вашиот стрикно дел, на што вие конкретно работите во проектот? Рековте надворешен истражувач, надворешен човек вклучен во проектот. И кој е конкретно вашата задача? Мојата задача е конкретно делот кој што се нарекува дивертор. Дивертор е тој краен дел на плазмата каде што се абсорбираат нечистотите, затоа што вие кога генерирате плазма, нормално, пошто тоа е метал, нормално дека има реакција меѓу плазмата и металот, односно цитовите на фузискиот реактор. И јас сум специализирана во делот каде што се нарекува дивертор, односно каде што се складираат тие нечистоти. И треба да се постават некои гранични услови, од колку до колку максимум би можел да биде млазот или притисокот на водородот, за да не настане оштетување на зидовите на фузискиот реактор. И сите тие гранични услови, нормално ние ги, лично јас ги програмирам во код, фузиски код, програмерски код од делот на фузијата и се прават тие симулации на тие големи суперкомпјутери, како што ги нарекуваме, односно таков тип на симулација на кодирање на плазмата не може нормално на обичен компјутер да се направи. Така, суперкомпјутерство. Добро, има ли прогнози, проекции колку овој експеримент, ако може така да го наречам, или проект може да биде успешен или неуспешен, процентот на успешност и што ако во 2035 човештвото свати дека потребни се уште време или дека нешто не е како што треба. Залудно потрошени години, време, инвестиции, пари се, или сепак гарантирана е успешноста, само треба да се изоди патот. Па прашање на време е само, не дали. Да, точно така. Тоа дали ќе биде успешно, затоа што уште, како што реков, од 1950 година тие фузиски експериментални реактори започнале да се користат како лабораториско истражување. Нормално е прашање време. По правило, нели уште кога во почетокот од 1960-тите години било предвидено дека во 2020 година ќе биде првата изгенерирана плазма. Но сепак ние не можеме да предвидиме како што беше пандемијата. Нормално потоа следеше инфлација, затоа што буџетот кој што бил формиран, нормално после пандемијата, цените на материјалите за изградба порасна. И со тоа автоматски мораше да се оформи нов буџет, затоа што се крена цените. Исто и поради некои политички проблеми кои што ги имаше Русија и се уште ги има Русија со Европа. Исто и тоа представуваше проблем, затоа што во Русија се градеше еден од клучните елементи од вакуумската комора за ИТЕР. Како тоа сега функционира во време на војна со Украина?
Сега, Таа соработка со Русија. на почетокот имаше мал проблем поради политичко, од страна на политиката, не од страна на науката, затоа што ние како научници не сме ние должни да се со политика да се занимаваме. Но сепак генералниот директор на ИТЕР кажа дека тоа нас не ни интересира, политика не ни интересира, нас не интересира наука, па најдоа некаков начин како да биде исплатена Русија за незиниот допринос со ИТЕР. А сега отстапи Русија од проектот или се уште е вклучена? Не, се уште е вклучена, значи нормално се исплаќаат финансите кои што се потребни во Русија за изградба, така да само тој почеток од негде 5-6 месеци имаше мал застој, но сега моментално е добро. Исто и научниците од Русија доаѓаат во ИТЕР на работа и нормално се враќаат назад, така да не представува никаков проблем и од страна на Русија и од страна на Европа моментално. Вие сте единствена македонка вклучена во проектот? Па јас колку што знам да, затоа што немам запознаено други македонци, можда има некои студенти кои што студираат, пошто има во Франција, исто така во Марсеј, како еден вид на магистерски студии за фузија, пошто во поново време, во последниве 5-10 години почна многу да се развива фузијата во магистерските студии и во додипломските студии. Знам дека имаше неколку македонци, но не знам, во ИТЕР мислам дека не се. Добро, ако ова заврши успешно во 2035 или неколку години подоцна, кога и да е, ве прашав на почетокот што ќе значи тоа за науката, меѓутоа, ако се создаде таа стабилна и исплатлива фузија, што ќе значи тоа генерално за човештвото, па и за земјите помали како нашата, како Македонија? Дали генерално тоа ќе значи ефтина или бесплатна струја можеби? Или пак само затворање на нуклеарните електрани, сите други видови електрани, а и овие природни извори, односно обновливи извори на енергија? Јасно, тоа, например, бесплатна не може да биде поради тоа што имате и електродистрибуција, кои што нормално и тие се вклучени за да може да ја пренесе струјата од едно место на друго. Но поевтина да, затоа што нема повеќе да се користат атомските нуклеарни централи, односно ураниумот, пошто ураниумот да се најде во природни ресурси е многу поскапо. Исто така, например, нема да видат овие обновливи, например, војната за нафта, за газ и така натаму. Поради тоа што во фузискиот реактор имаме само водород, кој што водородот секаде е околу нас и тој не може да исчезне како така клучен елемент за создавање на плазма. Добро, и кога доаѓа време да го привршуваме разговорот, би сакал уште неколку прашања во врска со вашиот престој и во Љубљана и сега во Луксембург. Каква е разликата кога станува збор за образованието, за науката, особено за истражувачите во овие земји во Европа, разликата помеѓу таму и тук? И тоа што значи да се живее во странство? Па видете, во Европа например, и Словенија образовниот систем и овде сега моментално каде што сум во Луксембург е сличен, затоа што тој го ја налага Европска унија генерално земено. Но во споредба со Македонија, например, има и доста многу добри македонски научници кои што не се само, да речеме, од физика, може и од компјутерското инженерство, кои што работат и во Словенија и во цел свет. Можеме да сретнеме добри успешни македонци од областа на машинството. Но, например, од Словенија немам сретнато. Има некој, али не е толкав број како ние македонците што сме застапени по светот. Сега, тоа е веројатно системот, затоа што во Словенија може да ти обезбеди доволен број на финанси и со средно образование. Да не треба ти да завршуваш високо образование за да имаш, ајде така да кажеме, повеќе финанси за живот. Можеби тука е клучниот момент, не знам. Но во Македонија сепак и македонското образование е доста добро, затоа што ние имаме и соработка и со факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство Финки. Со Кирил и Методи, каде што јас сум лично сум запознала професори и научници кои што имаат доста се добри во својата област, се експерти можам да ги наречам, но сепак поради тоа што имаме европски проекти кои што најмногу од дел од финансите е од Европска унија, од европски буџет, и Македонија е малце заврзана кога станува збор за добивање на таков тип на проекти.
И затоа е тука моментот каде што Македонија еден тип има капацитет, но не може да го покаже тоа во Европа. Добро, и какви се вашите планови за во иднина? Ете, кога ќе заврши успешно овој експеримент по 10 години од сега, во времето, во таа ера на ефтина струја, дали би се вратиле во Македонија да пренесете дел од вашето искуство и знаење во родната земја? Дали ви недостига всушност татковината или сепак се гледате како светска жена истражувач со светска кариера? Па нормално ти недостатува, тоа е татковина, си е татковина, својата мајка земја, како што се нарекува. Не може тоа да кажеш дека воопшто не ти недостасува. Но сепак, како што реков, например, еве во споредба со Словенија, во Словенија започнало развојот на тој дел од физиката по кој што сум јас, сум специализирала во таа област, сепак започнало уште многу порано, а во Македонија мислам дека се уште не е започнат тој момент. И, доколку нормално добивам покана од Македонија да го пренесам своето знаење, нормално не представува никаков проблем. Добро, ете, фузијата е она што и припаѓа на иднината, а и вона е дел од таа иднина, македонка меѓу најдобрите, со мисла насочена кон енергијата што треба да го менува светот. И вона ви благодарам многу за гостувањето во денешното издание на Да си кажеме. И посакувам многу успех во натамошната кариера. Ви благодарам и на вас. Уште еднаш сакам да се заблагодарам на вашата покана, па имајте убав прекрасен ден. Почитувани, вие останете со нас во продолжение, како што најавив, остануваме посветени на нашите успешни во странство. Ке имаме можност да го слушнеме и видиме Жан Илиевски кој ќе се вклучи од Берлин. Останете со нас, продолжуваме по куса пауза. Добре дојдовте назад во ова издание на Да си кажеме, посветено за нашите успешни во светот. Жан Илиевски е македонски писател кој живее и творечки делува во повеќе културни средини. Од Скопје преку Њујорк и Санкт Петербург до Берлин. Во своите дела се фокусира на искрен, свесно ранлив пристап или како што самиот кажува, не пишувам за да побегнам од реалноста, туку да и се доближам. Жан известно време живее и работи во Берлин. Ние денеска го поздравуваме од студиото на Телма во Скопје. Жан, дали се слушаме и гледаме? Се слушаме. Да, ви благодарам за поканата. Жан, вие имавте можност да живеете на повеќе места во светот и да создадете пресек од различни култури од Скопје преку Њујорк, Санкт Петербург, сега сте во Берлин. Колку овие различни средини влијаеа врз вашиот литературен глас и погледот на светот генерално? Многу. Морам да признам дека го напуштив Скопје кога имав 23 години и полека нови идентитети се лепеа внатре во мене. Прво во Њујорк, како што споменавте, и во Њу Џерси, околу година и пол живеев во Америка. Таму ја запознав мојата идна сопруга од Русија, па затоа се преселивме потоа во Русија, 4 години во Санкт Петербург. И сега веќе 15 години живеам во Берлин. Се разбира, сите овие места си имаат свое влијание врз мене и можам да се опишам како космополит веќе, немам доминантен идентитет. Детството ми е поврзано со Македонија, младоста повеќе ми е поврзана со, и да кажеме веќе зрелата возраст со други земји. Сето она што ми се случило, се разбира, има свое влијание и има свое влијание врз како пишувам и која е мојата публика и така натаму. Добро, по овој кус ваш животен пат, вие во основа вашата професија сте писател, меѓутоа и ке зборуваме за литературата и за вашите дела во продолжение, меѓутоа пред тоа накусо во Берлин, каде што рековте живеете веќе 15 години, што работите таму?
Да, значи во Берлин дојдов 2010 година летото, добив ДАД стипендија и студирав социологија. После тоа завршив и докторски студии. Се уште бев со идентитетот поврзан силно со Македонија, пишував на темата Скопје 2014 во докторската. Правев дискурс, анализа на неколку медиуми во Македонија. Но сонот за да се живее од пишување ми тлее уште од 16 годишна возраст и се разбира паралелно пишував, но никогаш не се чувствував доволно созрен за да понудам нешто со кое што ќе создадам, да речеме, круг на читатели. Па истовремено морав и некако да живеам од нешто, да, откако ги завршив студиите, станав аналитичар, тоест да, може да се каже тоа е математика, тоа е разбирање на економија и така и статистика, се разбирам. Тоа е тоа што се уште го правам за да можам да живеам во некоја голема компанија како аналитичар? Да, работам во Vattenfall, тоа е шведска национална компанија, која што е активна исто во Германија. Главниот продукт е за електричните автомобили, да можат да се полнат, она што се нарекува wall box, тоест тоа е еден вид инфраструктура, да, за полнење на автомобили. Добро, значи вам писателството кое ви е прва љубов од раното детство, како што рековте, уште од 16 години мечтаете да станете писател, вие всушност хоби, бидејќи на работа сте посветени и фокусирани на бројките, на анализите, на пресметките, на податоците, а пишувањето како прва љубов ви останува за вториот дел од денот. Не би рекол. Со срцето сум сепак во литературата. Значи, кога се будам и пред да си легнам, првото на што помислам сепак е литературата. Тешко е да се биде навистина македонски писател надвор од земјата. Значи, тоа е двојно поголем предизвик. Од една страна е тешко да се одржи врската со читателите во Македонија, бидејќи пишувам на македонски јазик. Од друга страна е многу тешко да се воспостави врска со читателска публика надвор од Македонија, особено во, да речеме, во Русија или Германија, како земји со многу долги традиции, кои што си имаат собствени писатели, собствени нови големи имиња. И патот е трнлив, но не би рекол дека било кога ќе се откажам. Значи, сепак на прво место се гледам себе си како писател. И тоа, мислам, писател е многу повеќе од само издавањето книги, значи пишувам непрестано. Голем дел од тоа што го пишувам можеби никогаш нема да го види белиот ден. Меѓутоа читам интензивно, следам што се случува во таа индустрија, ако може така да наречеме, да, на издаваштвото. И пред се чувствувам и се гледам себе си како писател. Да, вие всушност и во вашиот прв објавен роман Трезност и лудост во 2022-та пишувате за желбите, за неостварените соништа и генерално за љубовта кон пишувањето. Да. Да, имено првиот роман го напишав за човекот со име кој што не се спомнува во романот, само иницијалот С или С. Да, тоа е стар италијанец кој што емигрирал во Америка и кој што се обидува целиот свој живот да напише книга со која што ќе си го отвори патот во тој свет. Меѓутоа од голем број причини не успева. Сето тоа е образложено полека во делото, но тој сепак се обидува да го направи тоа уште еднаш во своите 72 години, каде што треба да сврти уште еден лист и се да отпочне од почеток. Да, тоа е една семејна сага истовремено, бидејќи станува збор за човек кој што е длабоко поврзан со своето пошироко семејство и во таа смисла е многу голем конфликтот, внатрешниот конфликт, да се одлучи на уште еден обид кога е толку цврсто поврзан со семејството и со пријателите.
Што ве инспирираше за тоа, со оглед на тоа што и во овој роман, а и во вашиот втор роман доминира или една од поентите е длабоката човечка загуба? Што треба читателот да почувствува кога ќе прочита нешто од вашите романи, што ве инспирира да се насочите, односно главните протагонисти во вашите романи да допираат до овие чувства? Да. Значи, пред се ме интересираат човечките судбини кога се на работ на секојдневието. Значи, нешто што не се случува секојдневно. Тоа е она што мене ме инспирирало кога бев средношколец, кога навистина сватив дека сакам да читам и да пишувам. Книги кои што ме трогнале во тој момент беа именно такви книги, тоест некои кои што нудеа надеж или пред се катарза, значи пред се нарушување на сите илузии со кои што ние живееме и мислиме дека можеме да бидеме секогаш во сигурност, секогаш љубени, без загуба, меѓутоа тоа никогаш не се случува. Независно од тоа колку сме богати, колку сме моќни, тоа ќе ни се случи. И во младоста, се разбира, 16 до 18 години, кога осознав дека сакам да бидам писател, писатели како да речеме Херман Хесе, ги читавме книгите на Херман Хесе со големо задоволство, се именно такви книги на голема болка и загуба, но истовремено на воскреснување. И во таа смисла сакам да пишувам книги кои што е еден вид премостување на болка или давање на надеж. Се разбира, голем дел од моите книги, тоест од оние кои што се уште ги пишувам и тие кои што веќе ги напишав, се занимаваат и со љубовта. Љубовта е неминовен дел од болката и во таа смисла она што се надевам дека моите читатели ќе го почувствуваат се љубов и надеж на крајот од прочитаната книга. И освен за таа вечна дилема за животот и смртта и болката како рековте неизбежен дел, пишувате и за комплексни психолошки состојби, односно дел од вашите ликови се нели постојано на работ на разумот и лудилото. Исто колку е ова, како да речем, едноставно или и тешко да се опишат, да се доловат овие чувства? Голем дел од тоа е нешто што веќе сум го преживел на еден или на друг начин. Во таа смисла не е тешко да се најдат тие искуства, колку што е тешко да се биде искрен со нив. Тоест, јасно е дека голем дел од тоа кое што писателите го пишуваат е многу лично и тука треба да се пресече колку можам да се отворам, колку можам да признам, истовремено да не повредам исто така некој од оние кои што може да се препознаат во тие книги. Во таа смисла сум бил и јас неколку пати, да речеме, на работ на лудилото, не во вистинска смисла, меѓутоа на секого му се случува да дојде во моменти кога е тешко да се одлучи за нешто, кога може да му се случи голема трагедија и се разбира тогаш многу лесно и многу брзо можеме да стигнеме блиску до безумието. Меѓутоа се разбира дека имаме секогаш подадени раце, повеќето од нас и лесно се враќаме. Меѓутоа книгите како дополнителен производ можат да им помогнат на луѓето да се почувствуваат исто така дел од една заедница која што е навистина имагинарна, меѓутоа тоа е она мило чувство кога ќе сретнете некој кој што го сака истиот писател како и вие, истиот жанр, истите книги може да ги цитира. Тоа е тоа кое што се трудам, се разбира, да го донесам во моите книги со преминување на сета таа болка и повторната надеж. Велите дека главен извор на инспирација е вашето лично искуство, вашите лични загуби и трауми, меѓутоа што друго, кој тип на литература најмногу ве инспирира? Го спомнавте Херман Хесе како идол од младоста, меѓутоа дали се инспирирате и од секојдневниот живот, од луѓето, од патувањата, бидејќи имавте можност да живеете на разни места во светот, па да сретнете разни култури, разни луѓе, да ги проширите хоризонтите? Да. Во секој случај, многу блиски луѓе се моја инспирација.
моите лични искуства во секој случај се исто моја инспирација, но во секој случај не се тоа некои големи идоли, тоест не пишувам книги за големите луѓе, туку сосема спротивно за малите луѓе кои што стануваат големи преку тоа што можат да го истрпат. Во таа смисла, не само, ако не слажам, вториот дел од нашето прашање беше како и моите патувања или местата на кои што живеам ме инспирираат. Тоа е исто важен дел, значи градовите, барем во првите две книги кои што ги напишав, се спомнуваат многу европски градови, многу различни култури, обично има превод на неколку јазици, тоест луѓе кои што зборуваат на туѓи јазици, па потоа треба се преведе тоа на македонски. Значи, тоа се обично средини кои што се модерни, тоест современи. Создавам книги кои што не се премногу во минатото, а именно сакаат да остават трага како еден вид фотографија на сегашноста, да? Тоест, пишувам литература која што сакам да трае и во таа смисла се трудам да го отсликам она што е моето секојдневие. А моето секојдневие е такво да навистина живеам во Берлин, град кој што е навистина отворен кон светот, демократски, голем број на странци, да ги наречам по јазик и по култура, и сето тоа е многу интересно. Меѓутоа се разбира, Берлин не е секогаш мојата прва инспирација, бидејќи е сепак северен, помалку здодевен град би го нарекол, меѓутоа да речеме Шпанија, Италија се предсе интересни за мене и странците кои што таму живеат или нешто доживуваат се голем дел од моите приказни. Добро, живееме во ера на дигитална технологија, модерна технологија, вештачка интелигенција која се повеќе пишува. И во таа смисла, каква е вашата визија за иднината на литературата, кога таа вештачка интелигенција може да реплицира и стилови и да создава наративи, но не го чувствува човечкиот бол, човечката болка, човечката радост, она за кое вие имате главна инспирација, од кое црпите главна инспирација? Да, веќе споменав во едно интервју неодамна за Слободен печат дека тоа е навистина интересна тема и мојот прв впечаток беше дека е нешто страшно кое што може да го промени светот, во таа смисла што тоа се сепак инструменти кои што се основани на учење јазици. Во суштина се многу подобри, да речеме, во имитирањето на јазици и стилови, отколку да речеме во решавањето сложени математички проблеми. Во таа смисла се директен конкурент на писателите, меѓутоа тие пред се не се свесни за сегашните болки, тоест тие пред се реплицираат тоа што веќе е создадено, нешто што веќе човекот му дал на тој систем да го конзумира и врз таа основа нешто ново да создаде. Меѓутоа, нови стилови не можат да создаваат сите тие чат GPT и DeepSeek и така натаму. Во таа смисла не се чувствувам под голем притисок, ниту пак мислам дека писателите би требало. И во суштина читателите, верувам, никогаш нема да ценат ист производ, па дури да е, да речеме, поинтересен трилер. Може би ќе напишат поинтересен трилер отколку што може човек. Меѓутоа, вистинска трагедија не може да напише некој што не е човек. Во таа смисла се чувствувам сигурен дека колку и да се развие понатаму вештачката интелигенција не може да стигне до тој степен каде што ќе го целосно замени човекот. И во крајна линија, еве да речеме, јас како читател кој што навистина многу сака да чита, немам воопшто потреба да прочитам нешто освен од љубопитност. Затоа што знам дека позади тоа не се крие човечко суштество. Да. Нема топлина. Во таа смисла писателите се многу повеќе отколку само нивниот финален производ. Писателите си јавни личности, може да бидат авантуристи, може да бидат академици, може да бидат новинари. И во таа смисла се многу повеќе отколку само книгите кои што ги пишуваат. Во таа смисла е многу поинтересно да се зборува со еден жив човек кој што напишал книга. Добро, и за крај рековте дека најраните спомени од вашето детство ве врзуваат за Македонија. Колку денес
од оваа перспектива 23 години подоцна рековте сте здаминати од тука, ви не достига Македонија. Колку често доаѓате во Македонија и кога да ве очекуваме можеби на промоција на вашето следно авторско дело? Веројатно тука ги правите промоциите на книгите бидејќи се уште пишувате на македонски. А на кој јазик размислувате кога сте сам со себе? Се уште на мајчин? Пред се на мајчин јазик, да. Некогаш не сум свесен за тоа, меѓутоа кога пишувам во секој случај на македонски јазик, во Македонија не доаѓам многу често, што најверојатно и беше мала грешка, да кажеме, во контекст на оформување на личен контакт со публиката. Имам намера третата книга да ја промовирам лично. Претходно правев промоции кои што се повеќе дигитални, да ги наречеме накратко. Мислам дека во првата третина од следната година ќе дојдам да ја промовирам мојата трета книга, која што патем се случува целосно во Македонија. Во таа смисла е многу интересна, тоест оригинална, после двете книги кои што пред се случува во надвор од Македонија и без македонци. Тука личностите се целосно вкоренети во Македонија. Тоа е автобиографија во многу случаи, биографија и автобиографија, детски сеќавања. Во секој случај ќе биде нешто ново, кратко и интересно, тоа можам да го ветам, и ќе биде промовирано во, како што реков, во првата третина од 2006. Жан Илиевски, ви посакувам многу успех во натамошната кариера, многу испишани страници и прочитани книги и ви благодарам за овој разговор за денешното издание на Си кажеме. Ви благодарам и на вас. Пријатен ден. Ете, почитувани, во ова издание ги слушнавме и видовме Ивона Василевска и Жан Илиевски. Ви благодарам многу за вниманието со кое не следите. Останете на фреквенцијата на Телма и имајте убав ден.